Добро утро. Ние имаме тука моментално 13 степени Целзиусови, навистина едно убаво, свежо утро со природа и со планина. Се надевам дека нема многу да ни завидувате околу тоа. Убаво е на Златибор, си имаме и ние убави планини секако, но со причина сме тука. Дел сме од една кампања која што се организира и во пресрет на сајмот Експо, кој што нели ќе се случува во Белград. Кампањата се нарекува Доживеа Србија и официјално беше промовирана во 2022 година на сајмот на светската изложба Експо во Дубај. Од 2022 година се спроведува оваа кампања. Целта на Србија со спроведувањето на оваа кампања, од која што ќе бидеме и ние дел овие 4 дена при престојот во Србија, е да се позиционира како современа и автентична туристичка дестинација, која што не нуди само посета на планини или на езера и слично, туку искуства што ќе се паметат и што ќе се доживуваат со сите сетила, впрочем и на тој начин да го поканат пред се регионот да биде дел од сајмот Експо, од изложбата Експо, која што ќе се случува во Белград. Убаво е да се напомене дека ние сме една екипа новинари од Ексиово мало, јас така ќе кажам, имаме и наши колеги од телевизиите од Словенија, колеги од Хрватска, ние сме од Македонија тројца луѓе, тројца новинари. Пристигнавме вчера, затоа утрово успеав само да направам неколку инсерти од убавиот Златибор, да ја видите природата, да видите сонцето и времето во кое што ќе уживаме денеска тука, бидејќи активностите ни започнуваат сега за 1 час и ветувам на нашите гледачи веќе во утрешното наше вклучување ќе ги имаме и првите убави снимки од местата кои што денеска ќе ги посетиме. Инаку овој слоган Доживеа Србија треба да ја отсликува идејата дека секој гостин може да ја почувствува земјата преку културата, историјата, гастрономијата, традицијата, попреку и топлината на луѓето, а оваа кампања, како што кажав, се реализира и во Србија, но и во странство на меѓународни туристички сајми преку медиумски презентации, промотивни видеа и организирани патувања како во случајов ова наше за новинари и влијателни личности од регионот и од Европа. Особено внимание се дава на фактот дека Србија има многу различни лица од планински предели, национални паркови и урбани центри како Белград. Секако ќе го посетиме и Белград, местото каде што ќе се одржува Експо. Таму ќе бидеме во сабота и во недела и ќе запознаваме еден малку поинаков аспект од овој град. Секако, освен овие јавувања во живо, ќе подготвиме неколку убави прилози за да ја доживееме Србија на еден малку подруг начин, бидејќи знаеме и колку туристи од двете земји взаемно нели си ја посетуваат Србија и Македонија. Денеска ќе одиме во познатата Стопича пештера, една убава речна пештера која што е доста позната на Балканот. Еве сега ја гледам програмата, потоа ќе одиме во едно старо село, па веќе утре сме во националниот парк Тара, ќе направиме една убава приказна зона, сигурно и ова ја знаеш и ти, познатата осамена кукичка на Карпа која што се наоѓа на реката Дрина. Тоа се дел, ќе се возиме во една од подолгите гондоли не само на Балканот, туку и во регионот, атракцијата на Златибор која што е долга 9 километри. Така да тука ни е историската пруга. Еве сега гледам ќе одиме во филмски етноград, турата ќе ја завршиме во Белград и секако како што ќе го завршам ова прво мое јавување, со оваа кампања Србија сака да испрати порака дека е отворена, автентична и гостопримлива земја која што има што да им понуди на туристите од целиот регион. Ете и ние како јавен сервис сме дел од оваа кампања сега тука. Македонија сепак ќе биде и дел од Експо 2027, така да ќе видиме како туристите, што туристите ќе ги очекува, бидејќи се очекуваат и голем број на туристи таа година, не само во Белград, туку и во Србија. Сега знаеме дека и со новите автопатишта тука од Белград до Златибор е многу побрзо времето кое што треба да се изгуби за да се стаса до тука, требаат едно само 3 часа. Оние кои што на времето оделе на море кон Јадранот, кон Црна Гора, знаат какви беа патиштата за да се стаса до Златибор, така да и не случајно сакав да кажам, Србија го промовира и Златибор како една дестинација која што е блиско до Белград, има идеална надморска висина, некои 1100-1200 метри, прекрасна природа, така да се надевам дека ќе ги оправдаме очекувањата на нашите гледачи и ќе донесам едни малку поинакви мини репортажи од овие места.
Толку за сега од ова прво јавување, секако повеќе насока дадов на самата кампања, на причината зошто сме ние тука, доколку нема прашања би се одјавил и се разбира ќе го најавам утрешното вклучување со повеќе материјали од местата кои што денеска ќе почнеме да ги посетуваме заедно со нашите домаќини тука.